И следната тема со нашата гостинка ќе се врти околу летото и летниот период, односно ќе зборуваме за убодите од инсекти во лето и како да ги третираме. На оваа тема ќе зборуваме со инфектолог од Аџибадем Систина, а тоа е Валерија Кирова, доктор Валерија Кирова. Докторке, добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Би започнала со тоа од ваша пракса, да речеме, еве конкретно од Аџибадем Систина. Колку се чести пациентите кои што доаѓаат кај вас во овој период со оваа проблематика? Па не би знаела прецизни бројки да ви кажам, меѓутоа да, зголемен е бројот на посетување на нашите амбуланти, поликлиники за интервенирање, било да биде вадење на крлеш, ексцизија на крлеш од страна на стручни лица или пак појава на некои симптоми кои наликуваат на грипозна состојба, промени на кожата, кај лица кои престојувале, патувале, кои даваат податок закаснувања и од крлежи, и од комарци и така натаму. Да, и секаде во светот трендот е во топлите месеци од годината, а особено последните години кога има глобално затоплување, зголемени врнежи, поплави, сите тие услови доведуваат до ширење на, за нас, инфектолозите, да речем, подзаборавени болести, хеморагични трески, предизвикани пред се од вируси, но исто така да напоменем и глобализацијата, пристапноста до екзотичните дестинации се исто така еден од факторите кои влијаат да се шират овие заболувања. Да, некои болести кои што не постојат на наша територија, на нашиот район, со едно обично заминување, патување летно, може да бидат фактички донесени овде, така? Не може толку не толку лесно едноставно да го објасниме, меѓутоа да, има тренд на пораст и на инвазивните комарци на европскиот континент, но и на локално ширење, локално автохтоно ширење на овие болести од нашите домашни комарци, европски комарци. Доктор, јас кога ја слушнав темава, прво се реков, се имам еден цел список тука на инсекти, убоди од инсекти за кои што ќе зборуваме. Вие ми рековте, не, вие како инфектолог третирате, односно во ваш домен се само комарците и крлежите. Зошто е тоа така? Па не се само во мој домен, односно од инфектолошки аспект не се обработуваат, но најчесто комарците и крлежите овој период се преносители на тие така наречени вектор преносливи болести. Секако тука спаѓаат и вошките и болвите, меѓутоа акцентот и сериозноста на проблемите, здравствените проблеми кои ги даваат, ги ставаме на токму овие два вектора, односно два инсекта. Добро, започнеме со оној кој што е наш најприсутен и најздодевен непријател во текот на летото, тоа е комарецот, дефинитивно. Што е оно што треба да знаеме, секој од нас да знае за него? Морам да напоменам, прво, од светски признати и европски експерти, стручњаци, последната пресконференција некаде 22 јуни од страна на директорот на Европскиот центар за контрола на болести алармира или укажува на зголемен број инвазивни соеви на комарци на територијата на Европа, кои предизвикуваат заболувања, тоа се воглавно вирусни заболувања, карактеристични за тропски, сутропски региони, имињата се малку потешки да ги искажам, меѓутоа веројатно веќе народот има слушнато, станува збор за жолта треска, денга вирусна, хеморагична треска, зика, чикунгуња и веќе познатата западно-нилска треска или вест найл вирус. Тоа се случува токму заради населувањето на овие инвазивни комарци на територијата на односно европските, и тоа северните и западноевропските земји. Некаде последно чинам 13 земји буквално имаат услови за локално ширење на овие вирусни инфекции. Ние сме меѓу нив? За сега не. Утешително. Имено
Имено, значи, за Европа што е битно? 3 вида на комарци се битни. Тоа се оние двата Едес, Албопиктус и Египти, кои што до ни дошле од тропски, сутропски региони, и нашиот домашен кулекс, кој што предизвикува западно-нилска треска. Таа и години наназад беше од интерес, бидејќи ние како инфектолози ги лекувавме невроинвазивните форми, оние потешки клинички форми, кај кои кај имунолошки компромитираните лица, да речеме гериатриската популација, можеше да завршат и со фатален исход. А овие ни се веќе нови хеморагични трески, кои што сме ги заборавиле, но ете, овој век ни носи изненадување од вируси и сме подготвени да се справиме со нив. Би сакала да објаснам малку, да дефинирам Зато сте тука, да, повелете. за тоа што се вектори и што представуваат вектор преносливи болести. Векторите се инсекти, членконоги, така нели велиме, кои што го пренесуваат микроорганизмот, а тој не мора да биде само вирус, може да бидат различни вируси, бактерии, паразити, рикетци, значи тие во својата крв го пренесуваат причинителот и во контакт со хуманата популација го пренесуваат и се развива болест, инфективна заразна болест. Сега, резервоар на овие причинители може да биде човекот, но може да биде и животното. Како настанува преносот, нели? Пошто бидејќи овие сите имаат вектори, односно причинителите имаат своји циклуси во посредните, а тоа посредниците се инсектите, и во човекот свој циклус на развој. Па така да, значи, со каснување, да речеме, на инфицирано лице, човек од хумана популација, се заразува комарецот, а овој пак го атакува новото лице, идниот домаќин, што велиме ние, и на тој начин призгува бактеријата, вирусот во циркулацијата на новиот домаќин, а потоа се развиваат симптомите и знаци на болеста. Така да во инфектологијата ние овие болести ги нарекуваме антропозоонози, болести на човекот и животните, или зоонози, болести на животните. Докторке, да ве касни комарец среди лето е нешто што секојдневно секому се случува. Рутински. Но како да знаеме кога треба да појдеме на доктор? Па за секој каснување секако не. Секако не. Кои се симптомите што наведуваат да помислиме дека нешто посериозно е во прашање? Значи, периодов е период на многу инфективни заболувања, различни инфективни заболувања. Некои наликуваат на грипозен синдром, на респираторни заболувања, некои си со осипи. Е токму тука, кога имаме трески температури, појава на кожни промени, понекогаш има и сериозни повраќања, стомачни болки, интензивни болки во мускули, зглобови, но пак ќе напоменам, сите тие ги има и ке другите инфективни заболувања, конкретно тоа се општите симптоми, ајде по-специјални симптоми се кожните промени, плускавци, а кога веќе ќе се забележат крварења по кожата, крварења од непцата, тие укажуваат дека може би се работи за хеморагична треска, односно вирусно заболување, предизвикано од вируси кои ги пренесуваат инсектите, конкретно комарците. Секогаш кога ни доаѓаат доктори од аџбен система за која и да е болест или состојба да дискутираме, ја споменуваме превенцијата. Сега, со оглед на тоа што комарците на планетава Земја биле преку 400 милиони години, не верувам дека можеме некако да превенираме, да дојдеме во контакт со нив. Но еве да ве прашам како да се заштитиме. Да, постојат препораки за превентивни мерки.
Се користи се што. Можеби некои од они работи што ги користиме од по дома и повеќе штета да ни нанесат. Не, се препорачуваат сепак репеленти, тоа се инсектициди, локално да ги нанесуваме нели на експонираните делови на кожата пред секое излегување. Потоа се препорачуваат инсектицидни мрежи околу креветот, постелата, каде што преносуваме. Тоа е аристократски делува, така, да. Така е, понатаму, да, се препорачува и ноќно спиење во климатизирани услови, да се носи светла облека. Вие тоа го препорачувате? Да. Да. Јас така спијам. Добро. Потоа светла облека, покриени површини, значи многу малку да бидат изложени површините на ројот, атакот на комарците. Тоа се значи долги ракави, долги ногавици и воглавном тоа се заштитните мерки. Составен дел од летото покрај комарците се и крлежите. И тие се преносители на болести? Да, секако и тие се преносители. На кои? Јас би ја истакнала борелиозата или лајмската болест, која што ја имаме и ја има секаде во светот. Крлежите, за разлика од комарците, не летаат. Меѓутоа, тие се така нискриени непријатели, во вегетацијата, за растенијата се закачени. Па секоја прошетка во овие долги топли денови не изложува или сме под ризик да дојдеме во контакт со нив. Затоа и би препорачала по секоја прошетка, доколку може. Проверка. Проверка, преглед на телото, да не бидејќи не секогаш ги чувствуваме убодите и симптомите како и комарците. Да, но домашните миленичиња постојат за нив ремчиња, ампули. Така. За нас луѓето? За нас луѓето инсектициди си користиме секако, меѓутоа крлежот знаете како. Кога ќе дојдеме во контакт, тој си лази по кожата и потоа наоѓа место каде што Убаво ќе опипа се, каде може да влезе, така? Каде може да влезе, да ја цица крвта и да се храни. Тогаш почнува внесување, доколку станува збор за заразен крлеж. Не велиме дека дека мора дека значи болест. Прво, не значи дека секој крлеж е заразен, а второ, не значи болест. Не е равенство за болест каснувањето од крлеж. Лајмската болест е од особен интерес, бидејќи ние инфектолозите години наназад, децении лекуваме практично развиени форми на лајмска болест или борелиоза. Тоа е бактериска. Вектор пренослива од крлеж, но бактериска. Претходно за комарците говорев за вирусните заболувања. По каснувањето од крлеж или по детекција, која ќе ги забележиме, би препорачала да не се одстранува крлежот самостојно, да се обратат над стручни лица, било амбуланти, било во болнички институции, каде ќе се извади во целост, затоа што штетата е поголема доколку останат фрагменти, делови од крлежот. Да, но најчесто тоа се случува негде во природа, далеку од населено место и заради тоа веројатно добро, не мора веднаш. Не мора веднаш, не мора да се не е како змија да те ве касне, да. И минува низ 3 стадиуми. Првиот стадиум е ран стадиум, така наречен еритема мигранс. Се јавуваат практично кожни промени над 5 сантиметри, кругови, црвени, мигрирачки. Ке се јават на едно, па на друго место. Доколку не се препознаат и не се лекуваат со соодветни антибиотици, болеста понатаму си прогредира. Па месеци понатаму се јавуваат промени на други органи, зглобни, мускулни промени се јавуваат, атакување на срцевиот мускул, се посериозни и посериозни. И третиот стадиум, стадиум на инвазивна невроборелиоза е практично оштетување на нервниот систем. Било на централниот, било на испади на нерви, воспалителни процеси, кој што е многу тешка и со сериозно непредвидлива прогноза во лекувањето и која изискува долготрајни хоспитални лекувања на долги стази употреба на соодветни антибиотици.
Зато за да го избегнеме сето ова, да си појдеме навреме на доктор, доколку не Така касне е, постојат и тестови за докажување, тоа ние ги нарекуваме серолошки тестови за детекција на антитела кон борелија, буртгофери конкретно би ја кажала, од класата на IgM и класата IgG. Тоа го оставам за нас. Интерпретацијата во корелација со знаците со кои ќе ни се јави пациентот останува за нас во која фаза ќе го класифицираме тој пациент. Да ги споменеме и змиите. Која е процедурата откако кај вас ќе дојде пациент касната од змија? Откако ќе го смирите прво сега? Па тој треба да остане мирен и по инцидентот. Да. Само да напоменам. Во тој случај, кога е вознемирен, кога брзо работи организмот, уште повеќе се шири отров полесно, така да. Да, затоа и препорачуваме никаква манипулација на местото на несреќата, на инцидентот, на убодот, околу афектираниот екстремитет, најчесто е дали горен, дали долен екстремитет. Тие се најизложени практично во високите тревнати површини, карпи, камења, тие делови од телото ни се најмногу изложени. Остануваме мирни доколку можеме. Потоа знаеме дека е ургентна ситуација, повикуваме брза помош. Можеме само помош да си дадеме или прва помош од лице пријател ако имаме. Зошто да останеме мирни? За да превенираме напад и на други луѓе или напад повторен од страна на змијата и потоа транспорт и болничко лекување, односно пациентите ги следиме, обсервираме за развој симптоми и знаци, потоа интервенираме бидејќи има тешки витално загрозувачки состојби и неретко овие пациенти заради потентноста на токсинот завршуваат во единици за интензивно лекување, во шокови состојби, со крварење, со отоци, со тромбози, така невролошки манифестации, бидејќи самите отрови делуваат и на згручување на крвта, делуваат и на пореметување на пропустливоста на крвните садови и имаат и невроинтоксикации, предизвикуваат на мозокот кај човекот. Така да комплексно е, може брзо, промптно да се развие, час, два, а исто така може и да се јави многу ретко, но и задоцнети реакции. Затоа секоја каснување од змија е потенцијално каснување од отровниците змии. А во Македонија тоа се поскокот и шарката. Ние не сме од оние региони каде што има навистина многу токсични змии, но и овие се доволно токсични за да однесат човечки живот. Предпоставувам дека серумот е првото решение, така? Да. Серумот е тој што се аплицира исклучиво во болничка институција од стручни, високо едуцирани лица. Она што е битно да кажам дека секој антитело, секој серум, значи па и овој, особено овој, зголемува ризик за алергиски манифестации, а и самиот отров од змиите отровници создава ризик за алергиски манифестации кои што се така наречени, ако сте слушнале, анафилактички, сериозни, витално загрозувачки состојби кои што може да завршат со шок и смрт. Затоа треба многу внимателно, со многу внимание и мониторирање, следење на виталните знаци, параметри кај пациентите, будно следење при аплицирање, а и понатаму во третманот. Многу ви благодарам на ова ваше гостување. Ние